Предлог решение за усвојување на завршната сметка на Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представникот од Средното општинско училиште е тука. Даваме збор на представникот. Повелете. Почитуван градоначалник, почитувана председателка на совет, почитувани советници, граѓани на општина Гевгелија, медиуми. Целата документација за завршната сметка на СОУ Јосиф Јосифовски беше писмено доставена и се надам дека е некаде пред вас. Можете да ја разгледате. Дали ви благодарам? Дали имате нешто да кажете дополнително по точката, ако не ќе ги повикаме Сега. Добре, благодарам. Дали некој се јавува за збор по точка 5? Доколку никој не... Нечевски Панеловски, преземињето ви. Нечевски Панеловски, повелете се. Нечевски? Значи вака, јас имам прашање во врска со двете сметки од донаторските проекти C0 и другата беше D0, мислам. Не, F0. Значи завчера на комисиите поставивме прашање, тоа беше од повеќе на советници, во врска со исплатата на средствата под ставката други договорни услуги. Значи на едниот проект C6 таа вкупна сума е 653.550 денари, а на другиот проект е околу 481.000 и не знам, точно не ми е запишено. Ние во ред, во образложението добивме убави образложенија за како е реализиран проектот и по кои ставки, кои били учесници, начинот на избор на учесниците во проектот и се тоа е во ред. Меѓутоа, како совет, и ако се работи за пари од Европската Унија, од програмата Erasmus+, имаме право, бидејќи ние ја усвојуваме завршната сметка на овие сметки, без разлика што таа подлежи на ревизија и контрола од соодветните лица од Агенцијата за европски програми во Македонија, имаме право да побараме детален извештај како тие средства на кого и по колку средства се исплатени. Зошто го напоменувам тоа? Има и други донаторски сметки и проекти, и јас сум реализирал такви проекти, и имало исплата на средства, меѓутоа сега навистина се работи за суми кои што драстично одскокнуваат од нормалната според мене сума. Не викам дека не се соодветно исплатени, се работи за мои колеги, дел се надворешни соработници, меѓутоа, како што спомнав и на комисиите, оваа сума од 653.550 денари е некаде од 1.200.000, скоро 50% од проектот за други договорни услуги. Малце нема логика, бидејќи присуството на тие проекти во странство е покриено комплетно. Значи, од сместување, патување и ред други работи, и навистина би сакал да имаме една јасна представа колку средства, како и на кого се поделува. Благодарам. Благодарам. Прво да ја честитам на новоизбраната ВД директорка на училиштето Јосиф Јосифовски Гевгелија и посакам успешна работа понатаму. Се надевав истина дека, бидејќи ќе зборуваме за
финансов извештај за минатата 2025 година. Очекував можеби и тогашниот директор кога се реализирани тие сите финансиски средства да биде тука, да може и нему да му поставиме некое прашање, меѓутоа тоа е што е. Во голем дел се совпаднеме со колегата Нечевски во дискусијата, затоа што за истите точки, односно за истите проекти станува збор. На комисија беа поставени прашања затоа што со ребалансот, посебно на проектот C6, беа со ребаланс доделени 284.000 денари за други договорни услуги и точно конкретно побаравме од 15 ноември па наваму за кои договорни услуги се потрошени тие пари, со која фирма, со која институција или со кој поединец е склучен тој договор. Сме учествувале исто и јас како колегата Нечевски во реализација на проекти од Еразмус Плюс програмата. Голем дел од средствата кои ги дава Еразмус програмата, фактички со тоа што се изведува во странство обука на ученици и на наставници, голем дел се враќаат тие средства таму, меѓутоа дел од тие средства остануваат точно за училиштето, за имплементација на тоа што е научено, дисеминација на одредени научени работи и нормално дел за оние колеги ученици кои одат таму да може да не сносат финансиски товар. Меѓутоа, оно што го кажа и колегата, од 1.253.000 денари кои се од целиот купен проект за училиштето, 653.550 денари да се потрошат исклучиво за договорни услуги, мислам дека е недозволиво. Точно во образложението што го добивме, убаво е објаснато каква е процедурата за да се дојде до финалната изведба на самиот проект, меѓутоа немаме добиено конкретен одговор за она што го побаравме и за двата проекти. И затоа барам пак да ни бидат доставени оние податоци кои ги бараме, односно да знаеме со кои луѓе, со кои фирми се склучени овие договорни услуги. Благодарам. Благодарам. По првиот прашалник на господин Нечевски, се надополнуваме и со господинот Меловски. Значи, прашањето беше скоро за од иста формулација. Јас ќе се потрудам овие информации детално да бидат искоординирани со носителите на проектот, бидејќи во тоа време, знаете и сами, дека јас не бев назначена како директор, значи не знам конкретно што е и како е водено. Меѓутоа, тоа ќе ви биде уредно со конкретни податоци доставено до советниците како ваше бара. Ќе биде дополнително писмено дадено одговор. Так. Се задолжува одговорните лица во најскоро време да подготват одговор по поставените прашања писмено до советниците кои ги поставија исти. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, ја ставам точка 5 на гласање. Молам, кој е за, нека двене рака. Против? Да. Воздржани? Констатирам дека точка 5 е изгласана со 13 гласа за, 4 воздржани и 1 не гласал заради студентски интереси. Благодараме на представителите на училиштето Јосиф Јосифовски. Одиме кон точка 6, предлог на решение за усвојање на завршната сметка на Општинското основно училиште Владо Кантарџиев Вергелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Дали имаме присутен представник од Владо Кантарџиев? Тука е, молам дека влезе и
Даваме първо збор на представител. Почитувани председателки на Советот на општина Гевгелија, почитувани советници, Основно општинско училиште Владо Кантарджиев од Гевгелија ги доставува на увид финансиските годишни извештаи за планирани приходи и реализирани разходи за период 1.1.2025 до 31.12.2025 година. Како што покажува самиот финансиски извештај, најголем дел од расходите се искористени за плати и како и за тековно одржување на училиштето, како што се електрична енергија, вода, хигиена и други тековни трошоци. Ве молам за конструктивна дискусија, ако има прашање, може да поставите. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, точка 6 ја ставам на гласање. Кој е за? Молам да дигне рака. Против? Воздржани? И еден е глас. Констатирам дека точка 6 е усвоена со 14 гласа за, 3 воздржани и 1 глас. Благодарим на представникот на училиштето Владо Кантарджиев. Одиме понатаму, точка 7, предлог решение за усвојување на завршната сметка на основното општинско училиште Крстени Свети Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од училиштето е присутен, му давам збор на представник. Почитувана председателка и почитувани съветници, пред вас се финансовите извещаи по двете сметки за основното училище Крстени Свирков. На време доставени, ако имате прашања по вас. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 7 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека дигне рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 7 е усвоена со 13 гласа за, 4 воздржани и 1 е гласал заради студен интерес. Благодариме на представникот на училиштето Крстени Свирков. Точка 8. Предлог решение за усвојување на завршната сметка на Ристо Шуклев Нигурци, основното општинско училиште за 2025 година. Отворам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представничката од училиштето е тука, присутна и дава збор. Повелете. Почитувана председателка, почитувани советници, основното училиште Ристо Шуклев ви достави финансов извештај за 2025 година за буџетската сметка 9 сутрин, собствената 787 и од МОН 603. Доколку имате прашање, повелете. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 8, предлог решението го ставам на гласање. Молам кој е за, нека дигне рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 9, точка 8 е усвоена со 14 гласа за и 4 воздржани. Поминуваме понатаму точка 9, предлог решение за усвојување на завршната сметка на Општинското основно училиште Климент Охридски од Милевци за 2025 година. Отворам претрес по предлог решението со извештај комисиите. Представничката на училиштето е присутна и даваме збор прво неси. Повелете.
Добар ден, почитувани председателки, почитувани советници. На вас ви беа доставени предходно материјалите за финансовиот годишен извештај за 2025 година за двете сметки, па доколку имате прашања, повелите. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 9 ја ставам на гласање. Молам која е за, нека прене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 9, предлог решението е усвоено со 14 гласа за и 4 воздржани. Одиме понатаму, точка 10. Предлог решение за усвојување на завршната сметка на Општинското основно музичко училиште Васо Каријанов Гевгелија за 2025 година. Отворам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од музичкото училиште е присутна и давам збор прво на представничката, повелете. Благодарам, почитувана председателке, почитувани советници. Документите за финансовиот годишен извештај на музичкото училиште беа навремено доставени, доколку имате прашања, повелете. Благодарам. Добро. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ја ставам точка 10, предлог решението на гласање. Молам кој е за, нека прене рака. Кој е против? Воздржани? Неловски? Добро. Констатирам дека точка 10 е усвоена со 14 гласа за и 4 воздржани. Одиме понатаму, точка 11. Предлог решение за усвојување на завршната сметка на јавната општинска установа Детска градинка Детска радост Гевгелија за 2025 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представничката од Детската градинка е присутна и даваме прво збор нејзе. Заповелете. Добар ден, почитувана председателки на Советот, почитувани советници. Ви беше доставен извештај за приходите и расходите од 1.1 до 31.12.2025 година за сметките со кои располага јавната општинска установа Детската градинка Детска радост од Гевгелија, сметките 603, 787 и 903. Доколку има некои прашања, го молам да го. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 11 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека прене рака. Неловски? Добро. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 11 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 12. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активности на општина Гевгелија во областа на образованието за 2025 година. Отварам претрес по предлог заклучокот со извештај од комисиите. Бидејќи представничката од општинската администрација е присутна и даваме збор прво нејзе, повелете. Само секунда. Како уште на усвојувањето на точките од дневен ред, договорено беше дека точките 11, 10, 11, 12 и 13 поставено, односно 12, 13 и 14 ќе се дискутираат заедно, а ќе се одлучува посебно. Представничката на општинската администрација, повелете, ви давам збор. Добар ден, почитувани советници, почитувана председателка на Совет. Пред вас е извештајот за реализација на програмата за активности на општина Гевгелија во областа на образованието за 2025 година. Според програмата, во областа на образованието за 2025 година беа планирани 1.480.000 денари, од кои за ставката N1 за основно образование 500.000 денари и за ставката N2 средно образование 980.000 денари. Реализирани се средствата од двете програми и во извештајот имате податоци за реализирани активности, начини на реализација, како и исплатени финансиски средства. Исто така, според извештајот во програмата за основно образование, се потрошени 578.442
2 денари, а беа планирани 500.000 денари, а остатокот од 79.442 денари се исплатени од програмата Д0 градоначалник. Ви благодарам. Дали некој се јавува за збор? Нечевски па Меловски. Велете? Почитувани советници, јас имам две забелешки од програмата Н2 за средно образование. Првата, дали намерна грешка или ненамерна, каде што е наведено дека ученикот Леонид Цуклев, кој беше учесник на Олимпијадата, меѓународната Олимпијада во физика, мислам дека беше, дека е ученик во Средното општинско училиште Јосиф Јосифовски. Дали е техничка грешка, печатена грешка, он воопшто не е ученик во СОУ Јосиф Јосифовски, техничка. Добро. Втората работа, не е тука градоначалникот, ама ај вие ќе ми одговорите. Пак ќе се навратам на онаа сума на пари која што е исплатена за организација на матурската вечер од околу 604.000 денари и во извештајот е наведено децидно дека по предлог на матурскиот одбор тие пари, значи согласен бил председателот на матурскиот одбор, тие пари да бидат префрлени на лицето Александар Делиџаков, а лицето Александар Делиџаков да изврши плаќање во Принцес Груп, местото на одржување на матурската вечер. Јас сакам некој да ми објасни, реков не, за жал беше и советничко прашање поставено, не ми беше соодветно одговорено, немав можност дополнително прашање да доставам, зошто плаќањето не е извршено директно на релација општина и Принцес Груп, каде што се одржуваше матурската вечер. Зошто морало круг да се прави? Тоа ми е апсолутно нејасно. Нема представници сега тука, верувам дека и вие не можете да ми одговорите, финанси не е овде, градоначалникот не е овде. Навистина е чудно. Прво, председател и матурскиот одбор не е некој правен субјект кој што ќе одлучува или да биде согласен дека тие пари треба да бидат префрлени на N лице, а тоа лице да ги префрли во Принцес. Апсолутно не гледам причина зошто не е извршено директно плаќање. Исто така, сумата е малце повисока, затоа што наведени се тамо 185 матуранти, некаде околу 2000 денари, не знам дали има полна сума 2000 денари, околу 30 евра е по ученик, значи тоа испаѓаат околу 5400 евра, 300 и нешто хиляди денари, а тамо е сума од 604 денари. Тоа на тие прашања, не знам колку можете вие да ми одговорите, нема соодветен. Тоа ми е забелешката. Зошто е, значи, уште еднаш ќе повторам, плаќањето индиректно, зошто не е директно и за ученикот, ама реков дека е техничка грешка. Благодарам. Благодарам. Повелете, па заедно ќе ви одговорите после представничката. Благодарам. Предлог за клучокот за усвојање на извештај за реализација на програмата за активности на општина Гевгелија во областа на образованието за 2025 година, како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз го разгледавме извештајот и го поддржуваме во огромен дел. Имаме само една забелешка, значи за првачињата, што е за пофалување во секој случај, имаме одделено за училишен прибор некаде сума, за 208 првачиња беа одделени, сега ќе кажам,
од прилика некаде по 570 денари за првачи. Меѓутоа, втората забелешка за матурската вечер на учениците од 4-та година, кои се и потенцијални гласачи, за 181 матурант се одделени 605.000 денари, така нешто, или 3.300 денари по ученик. Значи, тоа ни се главните забелешки. Ние имавме предлог, значи амандман, за буџетот за 2026 година, каде што предлагавме за секој ученик да се овозможи наставен прибор за почеток на учебната година, кој за жал не беше усвоен. Меѓутоа, тука гледаме дека се работи за одредени популација која сепак ни дава за право да се сомневаме дека има некоја позадина. И заради тоа, како советничка група, околу извештајот ќе се произнесеме како воздржани, иако голем дел од овој извештај го поддржуваме. Во делот на другите точки, 12, извештајот за информацијата за средно стручно образование за 2025 и 2026 година. Не добивме од представникот од општината некој објаснување на точката што ја имавме ставено, а рековте дека ќе во текот на дискусијата по овие точки ќе добиеме зошто не е ставена точката на дневен ред за новата струка. Не добивме ништо, меѓутоа еве ќе кажам со оглед на податоците кои ги има во извештаите и анкетите кои се спроведени изминатите 2 години, гледаме дека за жал опаѓа бројот на интерес на учениците за гимназиско образование, а се зголемува интересот за стручното образование. Така да 2024-2025 година, односно 2025-2026 година, се запишале 64 ученици во гимназиските паралелки, а за сметка на тоа 46 ученика, од кои најголем број, односно 16 ученици се запишани на електротехничките струки во другите градови во државата. Оваа година со анкетата исто така добивме резултати кои кажуваат дека се уште паѓа бројот на интерес на гимназиското образование, така да од анкетираните средношколски деветооделенци 40-тина, односно 42 или 43 се изјасниле за гимназиско образование, а 16 повторно се имаат изјаснато за електротехничката струка. И од тој аспект ние на претходната седница ја повлековме точката која беше за воведување на прехранбена струка и сочекавме резултатите од анкетите и заради тоа поднесовме за оваа седница точка за на дневен ред да биде за воведување на електротехничката струка во нашето училиште, подкрепено со овие факти кои ги добивме од анкетите кои ги има направено нашиот училишен центар и заедницата. Благодарам. Благодарам. Администрацијата. Во врска со точката 11 ќе добиете писмено, ќе бидете известени за начинот на исплата на финансиските средства, зошто е така реализирано. Во врска со информацијата за средно стручно образование за 2025-2026 година, точка 12, мора да се напомени и е поврзана тесно со точка 13 со уписот на учениците во 2026-2027 година, мора да се напомене дека ние, како администрација, сме помошно тело на Советот, на градоначалникот,
училиштата ги извршуваме, значи нашите надлежности се како не ги креираме политиките, но сме важна алка да помагаме во креирање на политиките на градоначалник и на совет, како вие советниците меѓу вас ќе се усогласите. Сега е многу битно дека на социјалниот диалог, што беше одржан на 3 февруари, што исто така советничката група нотираше дека имаме пат во гимназиското образование. Се земаа предвид препораките од представниците на компаниите дека поради презаситеност на пазарот на трудот во секторот здравство и социјална заштита има простор за нови квалификации, но за следната 27-28 година, исто така и за учебната 2027-2028 година има простор, има интерес од представниците на компаниите за отварање на нова квалификација од секторот електротехника. Но што е проблемот? Проблемот е ние како помошно тело, како администрација, ги знаеме лавиринтите, бирократските лавиринти за да се верифицира, да се отвори еден сектор. Одзема многу време. Пред се наставен кадар, мора да се најде, значи, наставник со високо образование електротехничка струка, да се побара ново финансирање од Министерство за финансии и најмалку уште еден наставник што ќе одржува пракса. Исто така важен е финансискиот план, финансиската конструкција. Кабинетот за електротехника најосновно опремен би коштал околу најниската сума 7.000, а најсоодветно опремен 20.000 евра. Треба учениците да бидат заштитени. Значи треба ние како општина, како совет, односно училиштето, ако го поддржиме, градоначалникот ако го поддржи училиштето, вие советниците ако дадете поддршка на директорот на училиштето, треба прво да се опреми, да се издаде наставен кадар, да се бара ново финансирање и понатаму треба да се направат два елабората. Елаборат за опременост на кабинет и елаборат за верификација. Тоа е временска рамка што за да се реализира за учебна 27-28, ние како помошно тело треба да ја отпочнеме час поскоро. Затоа што сега во учебна 25-26 година временската рамка е веќе не може ништо да се постигне со конкурсот. Ви благодарам. Благодарам. Представничката Димитров, вие сте за дополнително прашање кон представничката? Реплика? Манеловски? Да. Реплика има Петков на Манеловски. Ви благодарам, председателка. Јас ќе се осврнам на дискусијата на колегата Неловски, која беше во делот на финансирање на турската вечер. За тоа имавме ние разговараме на претходна седница и сакам овде пак од говорница да потенцирам дека е многу неблагодарно и не е во ред ние од оваа позиција да подценуваме интелигенција на 185 средношколци, кои што тие лица имаат име и презиме, и да импутираме дека со финансирање на таа матурска вечер некој сакал да купи нивниот глас. Значи, овие деца се мудри деца, паметни и во никој случај нема за една матурска вечер да им биде пресудно за која опција ќе гласаат. Со ова вие што го правите, само ја губите репутацијата во нивните очи, заради тоа што секој кој што си има систем на политички уверувања и убедувања, во никој случај, а поготово средношколци, кои што се авангарда, нема да си го сменат своето мислење за една матурска вечер, туку тоа е инициирано нивно барање е само одобрено, што мислам дека е добра практика и дека се слуша гласот на младите со таа политика. Благодарам. Благодарам. Дополнително прашање кон представничката или се јавувате повтор пак за збор?
Спомнавте дека за опремување на еден кабинет просто треба некако 20.000 евра. Ќе ве замолам да ми дадете информација колку кошташе опремувањето на медицинскиот кабинет пред неколку години кога се отвори медицинската струка во Гевгелија и колку е опремен и како, мислам, дали е професионално опремен тој кабинет, за да знаем. Благодарам. Да, се извинувам за тој одговор, ќе бидете писмено известени од финанси. Не, од училиштето, од вашето училиште. Ама јас се уште ви немам дадено збор. Го молам да се завршиме со координацијата на представничката, запишете се ги прашањата, чува на представнички, да побарате одговори од соодветните оделенија во општината и да им дадете писмен одговор на прашањето упатено од советници. Кој се јавува за збор? Дополнително прашање. Извинувам, меѓутоа за она што треба, значи знаете колку кошта, имате добиена информација на време, а за она што пред неколку години е сработено и поминато низ вашите раци не знаете. Така? Благодарам. Повтор пат за збор. Дали Димитров се јавува втор пат за збор, кој се следно вие, доколку нема друг. Димитров, поведете. Благодарам, председателка, почитувани колеги. Убава дискусија за паралелките за средно образование. Јас доаѓам од секторот здравство, здравствен работник сум во Општа болница со проширена дејност Гевгелија. Ќе се задржам повеќе за струката која што е од моја област, за здравствената струка која што е скоро воведена, меѓутоа и училиштето во соседната општина исто така има настоки во здравствената струка, така да мислам дека попаметно е да работиме на унапредување на едукацијата која што добиваат учениците во престојните паралелки кои што се сега оформени, да дадеме шанса да се склучат договори со повеќе приватни здравствени установи и да се воведе соодветен кадар за едукација на дечињата од средното стручно образование во Општата болница Гевгелија и во психијатриската болница Негорци. Значи, тие ментори да бидат внатре од институцијата, ако е можност, значи, инструкторките на децата во средна медицинска струка да бидат менторки вработени во нашата институција или во психијатриската болница Негорци. Затоа што имаме најмногу пациенти, најголема фреквенција на работа со пациенти со различни диагнози и имаме пациенти кои што се болнички хоспитализирани во установата. Така да можат да престојуваат и прва смена, можат да престојуваат и втора смена во нашата здравствена установа. Значи, инструкторките да бидат од редот на болницата доколку тоа е возможно, затоа што така ќе им се пренесат најсоодветни практични знаења и вештини. Во однос на воведување на нова паралелка во електроструката, со новата анкета само 5 ученици ја одбрале електроструката, не знам за 5 ученици дали е оправдано да воведеме и кабинет и паралелка, или е поисправно каде што некаде веќе е воведена редовна пракса за едукација на тие ученици да посетат настава во друг град. Тоа може да дискутираме понатаму. Меѓутоа би се задржал на постоечките паралелки кои што се во функција, да го подобриме квалитетот ние како совет, што можеме да помогнеме за доопремување на кабинети, за доопремување на практична настава, за разменување на мислење со други општини, каде што таа пракса имаат повеќе од 40 на години со воспоставени здравствени паралелки и така да го подобриме нивото на образованието. Затоа што на оваа општина и на здравствените установи им требаат медицински кадар. Што физиотерапевти, што фармацевски техничари, што медицински сестри. И имаат сигурно вработување. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јава за прв пат за збор? Доколку не, повелете. Нечисти. За оно што сега го зборуваме, може би сум најкомпетентен да зборувам и да кажам, во право е колегата Димитров, меѓутоа тоа е веќе пропишано. Значи, практичната настава во институциите, односно тоа се вика предметот учење преку работа, е под менторство на вработени во институцијата и така треба да биде. Ние за жал тој еден швајцарски модел кој што го земавме од Швајцарија и го имплементиравме 100% во Македонија, а
едноставно е невозможно да се имплементира, затоа што учениците кои што одат на учење преку работа во Швајцарија се и платени. Кај нас многу правни субјекти не се во можност и мислам дека над 90% мала е бројката на оние ученици кои што се плаќаат. Значи замислено е инструкторот што е по пракса, односно што ја реализира практичната настава или учењето преку работа, плюс има менторство во институцијата и тоа е должно да биде доколку може. Затоа што тој дава мислење и кон конечната оценка, затоа што по тој предмет се добива бројчана оценка. Што се однесува до воведувањето на нови струки. Колеги, ќе ве замолам да не бидеме популистички настроени и да бараме по секоја цена отварање на колеги. Ова на профили, на паралелки, да, на профили. На струки или квалификации сега како се викаат сектори и така натаму. Значи, ние имаме, јас пред некоја седница на комисија изборував, имаме атрактивни струки во училиштето за кои што има потреба од социјалните партнери. Значи, имаат насушна потреби од такви кадри. Ќе ја спомнам повторно ugostителско-туристичката струка, за која што имаме направено една прекрасна сала, објект, ама за жал немаме ученици. А на пазарот на трудот се бара профили на готвачи и келнери. Погледнете ја бројката, на запишани едва и минатата година 11 ученика, а оваа година според анкетите кои се направи има само 3 заинтересирани. Тоа е алармантно. Алармантно дека за нешто што има потреба учениците не се запишуваат. Значи потребно е стратегија ако имаме, еве за отварање на електрострука. Јас ја поддржувам, струката е атрактивна, барана е на пазарот на трудот и верувам дека паралелката ќе се пополнува без проблем. Меѓутоа, ако сме, како што објасни представникот од администрацијата, значи не е едноставно ние да посакаме и да отвориме профил, а немаме ништо за тоа. Значи да одиме етапно, прво да бидеме сигурни дали ќе ни биде одобрено верификацијата на новиот сектор, но под услов претходно исполнети услови. Значи отварање на средно стручно образование без соодветни лаборатории и кабинети е невозможно. Ние досега праксата беше да се прават импровизации од отварање на струки, профили и така натаму. Едноставно си бара општината, им се дава, отвараат, а немаме ништо. Немаме кадар, немаме опремени кабинети. Затоа предлагам, ако имаме таква намера, а добро е, капак ќе повторам дека е добро, има интерес за електроструката, без разлика што покажале анкетите. Праксата покажува дека околу 30 на ученика на годишно ниво ни се запишуваат, и тоа најблиско во Велес и во Струмица. Да размислуваме, меѓутоа со претходно направена стратегија. А до тогаш, овие струки да ги пополниме, да ги етаблираме на пазарот на трудот како квалитетни кадри, во таков случај децата ќе остануваат и ќе се запишуваат тука. Иначе воспротивно ќе си играме играчки. А најлошо е ако направиме импровизација од образованието, тоа знаете дека има далекосечни последици. Благодарам. Благодарам. Сигурно? Реплика? Повелете? Благодарам. Значи, колега Нечевски, ние не гледаме популизам во ова што го бараме. Едноставно, она што го бара учениците и сами кажете дека голем дел и ние доставивме барање за покренување за отварање паралелка до Советот на општина Гевгелија и бараме дозвола. Не бараме дозвола од Министерството за да ни дозволи. Ја знаеме како оди процедурата. Меѓутоа, ние го дадовме првиот корак кон она што го сакаме, да добиеме електрострука. Не мора да е оваа година. Знаеме дека треба да добиеме дозвола од Министерство за образование, од средно стручно образование и сите релевантни институции во државата. Ние само го направивме првиот чекор кон отварање, односно кон отварање на видиците на младите кои сакаат да се занимаваат со таа струка. Благодарам. Контра реплика? Нечевски? Кога кажав популизам, не мислев конкретно на вас, популистички во сите општини тоа се прави. Значи, што сакаме да се направиме дека сме иновативни, ајде ќе воведуваме нови струки и така натаму. Во таа смисла беше кажано. А иначе стратегијата треба да се направи
И да ви кажам, значи Советот не предлага и не наметнува отварање на нови профили. Редоследот на нештата произлегува од наставничкиот совет. Значи првично наставнички совет одлучува кои профили, односно дава предлог на усвојување до Советот, а Советот усвојува. Советот не може да дава предлози, може препораки, во иднина стратешки ако размислуваме, меѓутоа мора тоа да произлезе од наставничкиот совет. А наставничкиот совет си ги разгледува сопствените интереси во делот на кадри, мораме да водиме внимание за вишоци на наставници и така натаму и така натаму. Значи не е едноставна работата, го знаеш и ти тоа, го знаеме и повеќето, така да во таа смисла беше, а не за популизам конкретно за вас. Благодарам. За реплика сте Хаджи Николова, за збор. Сигова е пред вас, па Хаджи Николова, да. Беше прозвана претhodно за тоа. Благодарам, председателка. Значи, едно малото обосновање. Иницијативата за ставање точка на дневен ред, барање за нова паралелка од областа на електротехниката за учебната 2026-2027 година од страна на советничката група на СДСМ не беше ставена и на почетокот објасните дека тоа можеме да го прашаме кога имаме представник од општинската администрација. Само едно појаснување. На самата анкета, значи да, 5 ученика се изјасниле дека сакаат во електротехничката струка. Арно, ама и во информацијата за средното стручно образование за 2025-2026 година, во самата информација стои дека по доставените податоци од општинските основни училишта во други стручни училишта се запишале 19 ученика во електротехничката струка. Од аспект тие ученици да ги задржаме во нашата општина. Да не ги издужуваме фамилиите на дополнителни трошкови за патување, смештај и така натака. Од тој аспект беше самата иницијатива на советничката група. Молам од место само да не дофрлуваме, да заврши советничката со нејзиното излагање. Значи, извинете, за сите ученика што се надвор од општината, сакате да кажете дека се е платено? Благодарам. Благодарам. Реплика Димитров на Сигова. Да. Тоа што кажав, пак ќе речем, ако веќе е етаблиран профилот во друга општина и тоа образование обстојува 10-20 години со традиција, значи подобро е учениците да добијат квалитетно образование, него да добијат никакво образование, што каже колегата Нечевски. Ретко се согласувам со него, ама овој пат комплет. Благодарам. За збор Хаджи Николова, повелете. Баш ќе се надоврзам на дискусијата на колегата Димитров. Имам завршено средно медицинско училиште во Скопје во доктор Панче Караѓорски. Едно од најквалитетните училишта за медицински сестри, фармацеути, лаборанти. Немам што да кажам повеќе. Во блиската општина овде можам само да се чудам како може да отворат средно медицинско училиште во општина Богданци без никакви услови. Кога стапивме ние претходниот мандат 21 година како советници, тогаш беше од претходниот директор на гимназијата воведена струката за медицински работници, за акушерки и за физиотерапевти. Партизански се работеше. Нема стручен кадар, нема опремено кабинет. Се правеше во ОТ и тоа го правеше Александар Делиджаков, тогаш беше директор. Значи беше многу тешко. Точно тоа, што нема ништо опремено, нема потреба. Поминаа 4 години, завршија тие генерации, пазарот не бара повеќе и се воведаа нови струги. Се праша, значи сега се работеше повеќе плански. Се праша што е потребно на пазарот, потребни биле
медицински кадар од областта на стоматологија и фармацевтика. И после 4 години може би ќе биде нешто друго. Меѓутоа, само за тоа што сакаме, не биде. Се отворија во многу градови медицински струки. Неуспешно, да ви кажам. Без пракса. А сакаме да имаме стручни работници. Благодарам. Ке си дозволам да земам и јас збор на кратко со неколку реченици, како се обнимаат од сето оно што го кажаа колегите, сите колеги денес. Има уште еден момент кој треба да го имаме во предвид кога станува збор за средно стручно образование. Некои од колегите го спомнаа, тоа се инструктори по стручна настава, вклучителни во самата образовна институција. Меѓутоа, доколку и вие не знаете, треба да знаете дека и стопанските субјекти кои се партнери во ова дуално или стручно образование, поново како и да гласи дефиницијата на образованието, имаат можности од стопанска комора да бидат сертифициран, верифициран работодавач и да ги испратат своите инструктори, да кажем, или своите вработени на едукација, со што би станале сертифициран, односно верифициран ментор, кој може да работи со ученици во практична настава. Некои од компаниите во Гевгелија знам дека ги имат тие сертифицирани ментори и тоа што значи дека ни уште еден услов за воиднина при отварањето на ваквата паралелка, доколку има потреба и понатаму има интерес, ќе има или нема да го има, треба да бидат земени во пред. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, ги ставам точките 12, 13 и 14 на гласање. Точка 12. Предлог заклучокот, извештај за реализација на програмата за активности од областта на образованието, ја ставам на гласање. Молам, кој е за, нека клене рака. Да? Кој е против? Воздржани? Точка 12 е усвоено со 12 гласа за и 5 воздржани. Точка 13. Молам, кој е за, нека клене рака. Точка 13. Предлог информација за средно стручно образование за 2025-26 година во општина Гевгелија. Имам информација да мислам дека не се гласа. Да. Добрете, преминуваме понатаму на гласање на точка 14. Благодарам на забелешката, колега. Точка 14. Предлог план за запишување на учениците во прва година средно училиште во Јосиф Јосифовски 26-27. Ја ставам на гласање. Молам, кој е за, нека клене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 14 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Благодарам на представничката на општинската администрација за нејзиното излагање и присуство. Преминуваме понатаму. Точка 14, односно точка 15 и 16 ги разгледуваме заедно, ги гласаме поединечно. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 25 година и предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 25-та. Отварам претрес по предлог заклучок со извештајот од комисиите по двете точки. Представник од општинската администрација присутен. Му даваме збор прво него, повелете, за двете точки. Почитуван председател. Почитуван на председател на Совет, почитувани советници, почитувани присутни. Пред вас ги имате извештаите за реализација на програмите за уредување на градежно земјиште и програмата за изградба, реконструкција и одржување на општинските патишта и улици во општина Гевгелија. Доколку имате прашање, ви ставам на располагање. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 15, предлог заклучокот, го ставам на гласање. Молам, кој е за, нека клене рака.
Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 15 е усвоена со 12 гласа за и 5 воздржани. Точката 16 ја ставам на гласање. Молам, кој е за, нека крene рака. Против? Воздржани? Констатирам дека точка 16 е усвоена со 12 гласа за и 5 воздржани. Продолжуваме понатаму, точка 17, 18, 19 и 21. Ќе ги разгледуваме и дискутираме заедно, по нив ќе се одлучува посебно. Представникот од општинската администрација е присутен. Отварам претрес по предлог заклучокот со извештај од комисиите и му давам збор на представникот од општинската администрација. Значи, точките 17, 18, 19 и 22. Да. Проверете. Поднесени се, да? Да. 21, само секунда. Почитувана председателка на Совет, почитувани членови на Советот на Општина Гевгелија, во материјалите за работа на оваа седница од Оделението за социјална, здравствена, детска и други заштити, култура и спорт ви се доставени извештаите за реализација на програмата за активности на Општина Гевгелија во областа на социјалната заштита за 2025 година, извештај за реализација на програмата на Општина Гевгелија во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2025 година и годишниот извештај за работа на локалниот младински совет за 2025 година и службеникот за млади. Во извештаите ви се дадени податоци за реализација на активностите предвидени во програмите и индикатори за трошењето на финансиските средства, како и број на корисници на услугите. Доколку имате прашања за овие три извештаи, стојам на располагање. Исто така во прилог ви е дадена и предлог програмата за работа на локалниот младински совет на Општина Гевгелија, Општина Гевгелија и службеникот за млади во делокругот на младите за 2026 година, која се носи врз основа на Законот за младинско учество и младински политики, и предлог програмата е утврдена на вкупен износ од 465.482 денари, односно 0,1% од буџетот на Општина Гевгелија за 2026. И исто така во прилог ви е дадена и предлог одлуката за прогласување на црквата Свети Атанаси во село Габрово, Општина Гевгелија за значајно културно наследство, каде што Управата за заштита на културно наследство, орган во состав на Министерството за култура и туризам, до Општина Гевгелија достави барање на мислење по предлогот за црквата да се прогласи за значајно културно наследство. Тој е подготвен од Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Струница, а врз основа на претходно изготвен елаборат за валоризација на црквата Свети Атанасија во село Габрово, и од тие причини ви се предлага Советот да донесе позитивно мислење. Благодарам на представникот. Дали некој се јавува за збор по точките кои ги elaborираше представникот од општинската администрација? Доколку никој не се јавува за збор, точка 17, предлог за заклучокот за извештајот за активностите од социјална заштита за 2025 година, го ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржан? Констатирам дека точка 17 е усвоена со 15 гласа за. Точка 18 ја ставам на гласање. Предлог заклучокот за извештај од програмата за
еднакви можности на мажи и жени за 25-та година. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Дали има некој воздржан? 15. Констатирам дека точка 18 е усвоена со 15 гласа за. Точка 19 ја ставам на гласање. Усвојување на извештајот за локалниот младински совет за 25-та и именување од службеник во делокругот на малките за 25-та. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точката е усвоена со 15 гласа за. Точка 20. Предлог програмата за работата на локалниот младински совет за 26-та и именување од службеник во делокругот на младите за 26-та. Ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точката е усвоена со 15 гласа за. На гласање ја ставам точка 22. Предлог одлуката за прогласување на црквата Свети Атанасий во село Габрово, општина Гевгелија, за значајно културно наследство. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека и точката 22 е усвоена со 15 гласа за. Благодариме на представникот на општинската администрација. Одиме понатаму, точката 21. Предлог одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Поврдарскиот регион. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Представничката од општинската администрација е присутна и даваме прво збор на Изе, повелете. Добар ден, почитувани председателке, почитувани советници. Општина Гевгелија заедно со уште 10 општини од Поврдарскиот регион, тоа се Кавадарци, Неготино, Градско, Демиркапија, Лозово, Росоман, Чашка, Валандово, Дојран и Богданци, минатата година покрена иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка за поефикасно и поекономично вршење на надлежностите на општината утврдени со Законот за локална самоуправа, а кои се однесуваат на соработка за унапредување на економскиот развој на општините преку соработка во управувањето со Поврдарскиот регион како туристичка дестинација. Имплементацијата на проектот за меѓуопштинска соработка ќе резултира со повеќе бенефити, од кои едната е проширување на туристичката понуда во Поврдарскиот регион, негова промоција како идеална туристичка дестинација. Општина Гевгелија во текот на минатата година презеде активности за вклучување во процесот на ова воспоставување на меѓуопштинска соработка за промоција и стратешки развој на поширокиот регион како туристичка дестинација. Имено, најпрви на општина Гевгелија го прифати предлогот на општината иницијатор, тоа е општина Кавадарци, донесе одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка, потоа се донесе одлука за формирање на заедничка комисија и последователно на тоа беше донесено решение за именување на член во таа заедничка комисија. Согласно насоките добиени од општината иницијатор, сите општини учесници во процесот имаат обврска да го преземат следниот чекор, а тоа е донесување на одлука за воспоставување на оваа меѓуопштинска соработка. Исто така во тек е во фаза изработката, постои некој нацрт договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка и во најскоро време ќе биде потпишан тој договор од страна на сите овие вклучени општини. Со донесувањето на предложената одлука се овозможува формализирање на меѓуопштинската соработка и создавање услови за заедничко планирање, развој и промоција на туристичките потенцијали на Поврдарскиот регион. Ако имате прашање, благодарам. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, точка 21 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точка 21 е усвоена со 14 гласа за. Благодариме на представничката на општинската администрација.
Одиме понатаму, точка 23 и 24, ќе ги разгледуваме заедно, ќе ги гласаме поединечно. Предлог одлука за утврдување потреба за прифаќање на иницијатива од барателот за изработка на урбанистички проект во населено место за објект на катастарска парцела 267 катастарска општина Прдејци. И точка 24, предлог одлука за прифаќање на иницијатива за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на електрична енергија, подземен 10/20 воти, столбено-бетонска трафостаница на делот катастарска парцела 728/7 и делот катастарска парцела 729 Новоконско, општина Гевгелија. Отварам претрес по предлог одлуките со извештај од комисиите, представничката од општинската администрација од урбанизмот е тука и давам збор нејзе, повелете. Почитувани председателки на Совет, почитувани членови на Совет на општина Гевгелија. Првата точка е согласно член 4 од Законот за поставување со бесправно изградени објекти. Имено барател за легализација на објектот е АД Водостопанство, кој има изградено инфраструктурен објект пумпна станица на КП267 као Прдејци. Согласно овој закон, потребно е да се донесе одлука за прифаќање иницијатива од барател за изработка на урбанистички проект со кој ќе биде вклопен овој бесправно изграден објект. Во однос на втората точка, таа е иницијатива за изработка на урбанистички проект во опфат на урбанистички план со намена Е1 водови за пренос на електрична енергија за подземен вод и столбна трафостаница од барателот Омекс Компани. Тој има добиено одобрение за објект за потребите на земјоделие, па согласно овој закон, поврзувањето на инфраструктурата на овој објект е на негов трошок и за таа цел изработува урбанистички проект по кој ќе оди трасата на овој подземен вод и столбна трафостаница. Доколку имате прашање, ви ставам на разполагање. Благодарам. Дали некој се јавува за збор по двете точки од дневниот ред? Доколку никој не се јавува за збор, ставам точката 23 на гласање. Молам кој е за, дека клене рака. Констатирам дека точка 23 е усвоена со 15 гласа за. Ја ставам точка 24 на гласање. Молам кој е за, нека клене рака. Констатирам дека точка 24 е усвоена со 15 гласа за. Следни на разгледување и дискутирање и одлучување се точките 25 и 26. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиска поддршка на секторот на невладините организации од општина Гевгелија за организирање програмски активности за 25-та и точка 26 предлог програма за финансиска поддршка на невладиниот сектор од Гевгелија за организирање програмски активности во 26. Отварам претрес по предлогот со извештај од комисиите. Представникот од општинската администрација е присутен. Повелете. Пред вас е извештај за програма за ниво за 2025 година, како и предлог програма за финансиска поддршка на ниво секторот во општина Гевгелија за 2026 година. Како што можете да забележите во доставените материјали за извештајот, во ланската програма за поддршка на ниво секторот аплицирале 27 субјекти, Сдружение на граѓани од општина Гевгелија, од нив 25 поднале барање за користење на средства, ги искористиле тие средства, ги реализирале активностите и сето тоа е евидентирано во доставен наративен и финансов извештај. Само две невладини организации, односно местна заедница Серменин и Сдружение за заштита на животни Нала Рескю од Гевгелија не поднале барање за користење на тие средства, односно тие немаат обврска за достава на наративен и финансиски извештај. Во програмата за поддршка на ниво секторот за 2026 година има 28 апликанти, од нив 24 се стандардни од ланската година и има 4 нови, односно тука се застапени СПА и Велнес Асоциација на Македонија, потоа Сдружение на граѓани од станица до граници Гевгелија, Сдружение на граѓани Рекреативец Гевгелија и Сдружение на граѓани Жива природа Гевгелија. Значи сите овие 24 апликанти согласно вашиот заклучок достави извештај и имаат право за користење на средства во
тековната 2026 година. Да напоменам дека и како и лани, така и ова година, целосна финансова конструкција за овие две програми изнесува 1.200.000 денара. Ако има некои прашања, Благодарам. Дали некој се јавува за збор по точките 25 и 26? Доколку никој не се јавува за збор, ја ставам точка 25 на гласање. Молам кој е за нека крене рака. Не, сигурно глас. Сигурно глас на суден интерес. Добро. Констатирам дека точка 20... Дали има некој против? Воздржани? Еден не гласал. Констатирам дека точка 25 е усвоена со 14 гласа за и еден не гласал заради судебни интереси. Точка 26 ја ставам на гласање. Молам кој е за нека крене рака. Дали има некој против? Воздржан? Петров, како гласате или не гласате? Петров, не гласате? Констатирам дека точка 26 е усвоена со 15 гласа за, од кои двајца не гласале, а од кои еден е заради судебни интереси. Поминуваме понатаму точка 27 и 28. Ќе ги разгледуваме заедно. Предлог решение за разрешување член во училишниот одбор на Основното училиште Владо Кантарџиев Гевгелија и точка 28 предлог решение за именување член во училишниот одбор од истото училиште. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Георги? Ви благодарам, председателке. Првата точка, по која што ќе одлучувавме на комисиите, беше предлог решение за разрешување на член во училишниот одбор на Основно општинско училиште Владо Кантарџиев Гевгелија. Овде од член на училишниот одбор се разрешува лицето Душка Новаковска, а другата точка е предлог решение за именување на член во училишниот одбор на ОУ Владо Кантарџиев Гевгелија. Овде се именува лицето Емилија Танова. Нејзина биографија беше дадена на увид на членовите на Совет преку електронска почта. Тоа е тоа, ви благодарам. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 27 предлог решението за разрешување го ставам на гласање. Молам кој е за нека крене рака. Против? Воздржани? Еден. Алчинова, како гласате? Воздржан. Добро. За разрешување. Добро. Само Неловски не гласат. Така. Добро, не сме стасили до гласање на другата. Значи, констатирам дека точката 27 е изгласана со 15 гласа за и еден е гласал заради судебни интереси. Точка 28, предлог решение за именување на членот на управен одбор од Основното училиште Владо Кантарџиев го ставам на гласање. Молам кој е за нека крене рака. Против? Воздржани? И еден не гласа. Констатирам дека точка 28 е усвоена со 12 гласа за, 3 воздржани и еден е гласал заради судебни интереси. Продолжуваме понатаму. Следни се точките на јавната општинска установа Библиотека Гоце Делчев. Точка 29 предлог решение за усвојување на завршната сметка на библиотеката. Точка 30 предлог решение за усвојување на извештајот за работа на библиотеката за и двете за 25-та година. И точка 31 предлог решение за усвојување на годишната програма на библиотеката Гоце Делчев за 26-та година. Отварам претрес по трите предлог решенија. Представник од институцијата е присутен. Повелете, давам збор на представникот од библиотеката.
Ви благодарам. Трите точки, заедно, повелете. Почитувани члени на СОАП општина Гевгелија, за сите три точки потребната документација и материјали беа поставени до службите на општина Гевгелија. Доколку имате било какви прашања, исто на располагање. Благодарам. Можете да се повлечете. Случај, дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, точка 29, решението за завршената сметка, оставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 29 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 30, предлог решението за извештајот за 25-та, доставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 30 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 31 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 31 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Следни на разгледување се точките на дневниот ред од Домот на културата Македонија Гевгелија. Точка 32, предлог решение за усвојување на завршната сметка на Дом на културата за 25-та. Точка 33, предлог решение за усвојување на извештајот за работа за 25-та. И точка 34, предлог решение за усвојување на годишната програма на Дом на културата Македонија за 26. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представничката на институцијата е присутна и давам збор на Изе. Повелете. Благодарам председателка, почитувани советници. Пред вас се материјалите на Дом на култура за извештајот за изминатата 25-та година за работа, програмата за 26-та и завршната сметка на Дом на култура Македонија за 26-та година. Доколку имате прашање, повелете. Благодарам, повелете. Дали некој се јавува за збор? Сивова, повелете. Благодарам, председателке. Јас би се осврнала на точката 34, годишната програма за работа на јавната општинска установа Дом на култура Македонија за 2026 година. Убаво наведени се нели и програмските активности. Лично мене ми смета што недостасува временската рамка за планираните активности. Сега, во предлог програмата на активности за 2026 од област на литературата во Дом на култура Македонија, по точка 9.1 книжевна вечер посветена на Оливера Николова, каде се вели дека се одбележуваат 90 години од раѓањето. Оливера Николова е родена на 11 март 1936 година. Значи да, 90 години од раѓањето. Активноста ќе биде на 11 март или накладно, не е прашањето. Затоа што тука стои дека се одбележуваат 90 години од раѓањето на Оливера Николова. Понадобно, во 9.2 мултимедијален театарски настан за Крсте Петков Мисирков по повод 100 години од смртта на Мисирков. Мисирков е починат на 26 јули. 100 години се навршува тогаш, па дали ќе биде настанот во јули. И 9.3 книжевна вечер во чест си спомена Илија Карајанов по повод 10 години од неговата смрт. Илија Карајанов е починат на 25 јануар 2016. Значи 10 години се навршиле на 25 јануар. Дали овој настан ќе биде отпосле? Благодарам. Ви благодарам за прашањето. Мене искрено ова ми звучеше како коментар, не како прашање, меѓутоа ќе се обидам да ви одговорам. Околу програмата на Дом на култура
ќе се задржам на ова што сме го напишале. Значи, на крај на програмата на Дом на култура пишува го задржува правото на измени и адаптации на програмата заради објективни и субјективни причини. Другото за кое што ме прашувате, Оливера Николова, да, е родена на 11 март, меѓутоа, нашата година мислам дека почина. Да, почина. Во разговор со нејзината ќерка Јана, која е композитор, сме и настанот под одбележувањето на нејзиното двориште ќе го направиме тогаш кога фамилијата ќе може да дојде тука и да биде присутна на сето тоа чествување. Околу што беше друго? Околу временските рамки. Сметам дека уметноста не е декор, таа е тука да ни покаже дека сме бесмртни. И стварноста, ако ја гледаме преволиниски, ја живееме парадоксално. Затоа сметам дека времето како димензија воопшто не е важно кога ќе се случи нештото, битно е да се случи. Стварноста е вон просторна, така да битно е да се одбележи настанот. Мислам дека се согласувате со мене. Без да излегувам од парадигмите, нели, за тоа точно кога треба да се одбележи, знаеме да кажеме ако е нешто за Гоце Делчев, библиотеката го одбележува на точни датуми, меѓутоа овие датуми се во согласност и нели во координација со фамилиите. Конкретен пример на Илија Карајанов или на Оливера Николова. Во однос на друго што беше, тоа е. Во однос на извештајот би сакала да потенцирам нешто, затоа што минатата година Дом на култура Македонија беше дел од реализацијата на проектот на Град на култура. Мислам дека Домот на културата ги носеше повеќето проекти, нели, кои беа реализирани. И би сакала да истакнам и се заблагодарам на целиот тим на Дом на култура најпрво и на сите надворешни соработници кои работеа со нас, затоа што становеше збор за прегнатни болки на моменти, затоа што и објектот како објект беше преексплоатиран, ова нека биде еден апел, значи видиме, надевам дека настаните ќе може да се дисперзираат, а не само овој ресурс да се користи. Исто така би сакала да кажем дека сум генерално задоволна од она што се случи, беа присутни по препорака на Министерството и сите други наши надворешни соработници, беа присутни, беа застапени настани од сите национални институции горе-долу. Особено сум горда на отворањето и на затворањето. Отворањето беше со Националниот оркестар на Република Македонија. Отворањето беше со нашата дива Ана Дугловски и нејзиниот сопруг Игор Дугловски. Еден прекрасен концерт кој звучеше така современо македонски. Во однос на другите настани не би сакала ништо нели да засенам. Само мислам дека Дом на култура заслужува еден аплауз од целиот град за сето тоа што беше реализирано. Ви благодарам. Во однос на завршната сметка имаше нешто? Не. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 32 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? И еден е глас. Да, добро. Констатирам дека точка 32 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 33 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 33 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 34 ја става на гласање. Молам кој е за, нека крене рака.
А добро. За. Што направиме? За. Дали има некој против? Воздржани? Благодарам. Констатирам дека точка 34 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Преминуваме понатаму кон останатите точки од дневен ред. Точка 35, 36 и 37 ќе ги разведуваме заедно. Тоа се точките на јавната општинска установа Работничкиот универзитет Кирил и Методи. Точка 35 предлог решение за усвојување на завршната сметка. Точка 36 предлог решение за усвојување на извештајот за работа на универзитетот за 25-та и точка 37 предлог решение за усвојување на годишната програма за 26-та година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Дали представникот на институцијата е присутен, му даваме прво збор. Нему. Повелете, трите ваши точки можете да ги елаборирате заедно, а ние ќе ги гласаме поединечно. Повелете. Почитувам председавач на Советна општина, почитувани советници. До вас беа доставени предлог програма за работа, годишниот извештај за 25-та година и завршната сметка на институцијата Работнички универзитет. Ако имате некои прашања, тука сум да ви одговорам. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, преминуваме кон гласање на точките. Точка 35, завршна сметка, да ставам на гласање, молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Дали има некој воздржан? Констатирам дека точка 35 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 36, предлог решението за извештајот за 25-та година на институцијата Кирил и Методи, Работнички универзитет, ја ставам на гласање, молам кој е за. За, дали има некој против? Благодариме на представникот на институцијата. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 36 се усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Точка 37, програмата за 26-та на истата институција, ставам на гласање, молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 37 е усвоена со 13 гласа за и 4 воздржани. Поминуваме понатаму кон точките 38, 39 и 40, кои се од исправен субјекта, јавната општинска установа Пионерски дом Гевгелија. Точка 39, предлог решение за усвојување на извештајот за работа. Точка 40, предлог решение за усвојување на годишната програма за работа, двете за 20. Завршната сметка, точка 38, точка 39 извештајот и точка 40 решението за годишната програма за 26-та година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите за трите точки. Представник од институцијата е присутен, му даваме збор. Повелете. Почитувани председател на Советот, почитувани советници, почитувани меѓунаrodni, добар ден. Ви беа доставени материјалите од јавната општинска установа Пионерски дом, и тоа е извештај за 2025-та, програма за работа за 26-та и финансиите, односно завршни сметки за 2025-та. Доколку имате прашање, повелете. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ја ставам точка 38 на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 38 е усвоена со 12 гласа за и 5 воздржани. Точката 39 ја ставам на гласање. Молам кој е за. Нечевски? Не. Добро. Дали има некој против? Воздржани?
Констатирам дека точка 39 е усвоена со 12 гласа за и 5 воздржани. Точката 40 ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крene рака. Дали има некој против? Воздржани? Констатирам дека точка 40 е усвоена со 12 гласа за и 5 воздржани. Благодариме на представникот на установата Пионерски дом Јосип Брос Тито. Пред да преминеме на останатите точки, мала пауза од 5 минути. Благодарам. 10?